Со нас имаме Билјана Вржовска, која што го представува делот на маркетинг организација, а дури пропаганда во театарот. Кажете ни нешто за вас, прво како сте? Благодарам, многу сум добра, баш во ова предпразнично расположение, и уморно, и задоволна, и убаво. Убаво се чувствувам на работа, баш. Што значи вашата професија? Мојата професија, јас сум така поозбилно стручен соработник, така ми гласи во музичко-сценска дејност, меѓутоа маркетинг и пропаганда и организација пред се. Тешка, обемна работа е и си извршувам со задоволство, пошто си ја сакам работата премногу. Сега имам доста работа, не само актерите што се припремаат на сцена со проби за представата што треба да биде премиерно изведена за нашиот роден ден. Јас спремам со моите колеги нормално со помош од протокол, маркетинг, постирање по социјални мрежи со колегата, јавување на луѓе кои ќе не бидат во протокол, кои сакаат, покани до сите, многу. Ова е мало опуштање со нас. Да, точно. Кажете ни за вашите почетоци во театарот, како за вработувањето и се до ден денес. Јас во културата работев одавна, тоа беше одавно и што дејност културно-просветна заедница. Буквално ме заедоја вака од дома и ми рекоа сега ги работиш ти сите фестивали, од Манаки фестивалот, од Интерфест беше на забавна музика, многу убави спомени имам, јас тогаш и го научив занает, може да се рече дека е ова. Сега имав малце едно стагнирање, битолско лето, Хераклејски вечери и останав дома. Сето тоа се расформира во тогашна транзиција, меѓутоа тогашното раководство на театарот пак повторно ќе речам буквално од дома ме зедоја и ме донесоа во театар. Јас не мислев дека сакав да работам во театарот, меѓутоа бев со други знаења, а не организација во театарот. Кога дојдов тука и кога видов дека е сосем поразлично од сето тоа што сум го работела. Друго е да се одржува репертуар со публика, а друго е да се рекламира или да се маркетиншки да се покрие концерт. Например, концертот е еднаш, а репертуарот е постојано. И сето тоа поинаква енергија дава. Едно време мислев, шо барам јас тука во театар, стагнирав, немам контакти, не правам ништо, меѓутоа убаво ми е. И театарот има една волшебност, кој што си го сака. Театарот е како храм и децата кога ќе дојдат од училиште, кои ќе не посете, јас му викам тишина, кога влегувате во храм, значи влегувате со почит и со тишина. Театарот е исто така. А кога свативте дека сте токму за тука? Сакав да работам во култура, сакав организацијски, имав способности организацијски и дома си ги редев организацијски работите, така да од почеток се затекнав во театарот, меѓутоа како што поминуваше времето, веќе 20 години и нешто сум во театарот, си го засакав премногу театарот, си ги сакам премногу колегите, премногу актерите, си сакам оваа зграда од дрво и од стакло и од железо, во душата ми е и се надевам дека уште повеќе години ќе си бидам тука во театар, затоа што навистина си ја сакам работата. Мојата работа е многу динамична, значи не е канцелариска работа, морам да излегувам, да организирам публика пред се. Тоа е многу тешко во денешно време. Меѓутоа се трудам да има публика, нормално,
Значи, мораш да одиш да пропагираш, што е пропагандата, да пропагираш за една представа, значи кога е на репертоар представата таа недела. Јас пред една недела го живеам мојот живот, значи пред една недела морам да организирам влезниците, кој ќе дојде на представа, кај ќе дојде на представа. Сега се работи и електронски се продаваат влезници. Меѓутоа сепак треба организација на публика. Не може да се деси и нашиот театар, мислам дека е единствен театар во Македонија, што не откажала представа заради немање на публика. Значи, тврдам дека е тоа така, затоа што сум имала прилика во Скопје да се откажи представа заради немање на публика, многу малце. И многу ми е, и стресна ми е ситуацијата, затоа што многу ми е страф и од многу публика на камерните представи, а и од малку публика ми е многу страф. Значи, не смееме да си дозволиме да има повеќе актери на сцена, а помалце публика. Меѓутоа, сепак ќе кажам дека нашите актери се доста професионалци и некогаш дошло заради X причини и за 30 на луѓе да играат, меѓутоа тие професионалци извршуваат работата. И за на крај да ве прашаме што му посакувате на Народен театар Битола по повод 80 години. Среќна сум што сум дел од овај јубилеј. Бев и на 70 години дел и тогаш бев и малку актер, играв во таа прослава и многу убаво ми беше. А инаку, искрено да ви кажам, морам ова да го кажам, актерите навистина имаат многу тешка и одговорна работа. Многу тешка професија е. Тој што сака да биде актер, треба да си го сака нештото. Што посакувам? Посакувам да живее уште векови овој театар. Посакувам да е најуспешен уште векови. Прв театар сме во Македонија, професионален, да си го задржиме реномето. Не знаат секаде во светот. Значи, посакувам да сме сите ние здрави и живи тука пред се. Затоа што сме сите како едно семејство. Посакувам да имаме нови сили да дојдат, да внесат нова нека енергија, а и ќе дојдат сигурно. И посакувам да има многу публика. И многу убави представи. И посакувам уште нешто. Нашите актери, не само актерите од Скопје, нашите актери да бидат познати телевизиски актери, битолски познати телевизиски актери, затоа што некојаш публиката актерите ги препознава ако играл во некој филм или во некоја серија. Имаме и наши актери што играат, меѓутоа посакувам уште повеќе да се застапени и да бидат попопуларни во Македонија и во надвор. Благодариме.